чуваме со пробата. Денеска ни е последната проба пред заминување за Австралија. Ќе поминеме цела програма, некако што е во хореографија, ќе се задржиме на побитни моменти, кои што треба повеќе внимание да се обрати. Внимавајте, левата рака да помете тука, десната одека и почнуваме со игра. Да се внимава на тој момент. После кога гледа рака горе, исто така да обрнете внимание кога почнува борбата, значи би дошло една, раз, два, тој, или на другиот момент кај што е фрлање бомба, патот на десната рака кога оттука се враќа назад и се фрла картичко. Там, хоп, там. Значи сега ќе одиме практично, заедно со музика. Колега Димчевски, дали сте спремни? Девојки, спремни сте? 3, 4. Гоце Делчев за време на своето постоење помина многу земји, би рекол цела Европа, меѓутоа гостувањето во Австралија се разликува по многу нешта. Во Австралија заминавме 36 членови на друштвото, а со нас патува и познатите солисти Јанко Узунов, Ана Шомова, потоа Дарко Дамевски и писателката Ката Руменова Мисиркова. Патувавме 26 сати. Во авионот морам да кажам дека јако толку долго патувавме. Всушност представуваше едно кратко патување, заради тоа што расположбата во авионот и самата помисла дека патуваме во една земја кај што живеат наши сонародници не правеше весели и наистина брзо стигнавме во Мелбурн. На аеродромот во Мелбурн не пречека голем број наши сонародници. Меѓу нив беше конзулот Цветан Николовски, раководството на епархијата, епархискиот одбор, меѓу кои познатиот стриков Васил Мојанов, Борче Неделковски, Ѓорги Кацарски, а посебен впечаток ми остави присуството на членовите на културно-уметничките друштва од Мелбурн. Друштвото Светлос, 11. октомври, Никола Карев, Илиндер и многу други наши сонародници кои живеат во овој далечен град во Австралија. Посетата на Австралија, или да ја речем турнејата која ја направи групата од 37 луѓе, беше нешто кое што човек ретко во животот го доживува. Прво заради тоа што е тоа многу масовно, многу присутност наша во тој дел на земјата, а посебно нашето пристигање таму и чувството кое го има секој македонец кој ќе пристигне. Ти немаш чувство дека пристигнуваш во туѓа земја, него пристигнеш во своја земја. Тоа беше најчудното нешто кое го доживуваме. Во таа ситуација дојде и нашите први средби после доста убавото и весело патување по авионот. Беше првата средба која за мене нешто представува посебно интересно и величанствено, заради тоа што во средба нас не дочека еден голем број на народ. Просто можам произволен ќе бидам колку ќе кажам, али во секој случај тој беше негдека, мислам, над 1000 луѓе може да беа, облечени во различити
наши алишта од различити краишта, Повардарие, Егејскиот, и од сите тие сочинува една лепеза на нешто како да си во сред цветна градина, топла, полна со радост, во која ти се чувствуваш како некој цвеќе од нив, која она го чува, најмалце треба да се повреди. До сега имаат гостувано многу културно-уметнички друштва на тој континент, естрадни групи, поединци, уметници. И мислам дека сите тие групи, друштва, имаат постигнато завидни резултати, успешно се представија пред нашите селеници, но сепак мислам дека треба да се издвои нешто што имаа прилика нашите селеници прв пат да го видат од еден ваков ансамбл. Но монодрамата за Гоце Делчев мислам дека успешно се вклопи во таа доста добро припремена, компонована програма на Друштвото Гоце Делчев. Представуваше една новина и мислам дека целта беше постигната со тоа што желбите, вкусовите на сите тие наши иселеници таму беа во потполност задоволени. Најсилен впечаток ме остави мене средбата со македонците во Аделаид, кој што ни приреда една софра. Една стара софра кој што сите македонци ја чуваат во душата, донеса сите јадина од дома и сака да ни направат банкет. Не во таа смисла банкет како што ние сме научени на некои официјални банкети. Тие всушност не ја донесаа својата душа тука пред нас. Поздравите беа толку колку што го знаели македонскиот јазик пред да тргнат од Македонија. Но сето тоа беше една гозба која ќе што ме остави длабок впечаток. Јас и за тоа и ќе пишувам. Ние во својата програма имавме игри и песни од сите делови на Македонија, од Егејска, од Пиринска и од Социјалистичка република Македонија. Програмата беше содржајна, привлечна, на едно високо ниво, да не кажам равно на професионално ниво, меѓутоа и односот и изведбите и беа такви. Од и членовите на друштвото и така се однесува и дадува се од себе. Па би рекол најсилното во сето тоа беше македонското гостопримство. И за нив и за нас беше голем настан да се сретнеме, да се видиме и сето она подсетување на старите наши обичаи. И од Егејскиот дел, би рекол, и од Пиринскиот, и од Социјалистичка република Македонија, сето она што тие го и натаму негуваат, го доживуваат, како наши сонародници, ние тука на некои работи забораваме, меѓутоа сметам дека тие како го тоа негуваат. Гостувањето на Гоце Делчев во Австралија имаше и силен публицитет во весниците на нашите сонародници, во весникот Ново доба и Новости, како и етничкото радио во Австралија. И името што го носи Гоце Делчев, нашето друштво, влијаеше за една наистина масовна посета, за еден посебен однос на нашите сонародници према ова наше гостување. Веројатно доаѓа тоа и оттаму што Гоце Делчев за нашите сонародници во Австралија представува еден символ кој означува Македонија. Сето тоа сигурно беше еден голем мотив за ваков еден успех на нашето друштво во Австралија.
За мене можда многу интересно доживување беше посетата после на една помала група од црквата Свети Ѓорѓе, кога на самиот седница, да ја речем така, на самиот состанок во самата црква во горните делови, и јас во еден момент реков, добро, вие не знаете што ќе ви прикажувам ја. Тие лица беа озарени да се смеат, а јас бев без маска на Гоце, така и полека почнав да говорам како со што се сретнувал, како го почнувал својот живот и како кинисува ни сетото. Полека почна се сериозни да стануваат, од сериозни сите тие возрастни луѓе, возрастни, многу и тешки, со патини на нивните лица од таа печалбарство, од таа состојба што се одвоени, ипак одвојат кој својот грумен земја, они почнаа да плачат, да ронат солзи како петлици. Беше чудно. Тоа настапуваше до таква опасност, да настануваше еден опасност на делириум. Ја пратејќи како они доваѓаат да не догрувна, дури почнат да липат, ја во еден момент таа пестишив работата, префрлив на еден виц, на едно сето тоа, реков, добре, ипак нормално да се плаче и за Гоце, да се плаче и за нешто. Него ние имаме зашто да се радуваме, имаме своја земја. Има Гоце за кој и загинал, кој денеска го имаме како своја, и предоне постоја на други теми и така за доволно. Втор впечаток што ми остави најсилен беше една средба со еден стар Чичко Доне. Тој ме раскажа целата негова биографија, која што скоро 80 страници имам напишано. И потоа, колку старци среќавав, се ми личаа сите тие нивни трагедии една на друга слични. Имаше луѓе кои што денес во Австралија живеат многу достојно, со една чистина во себе, но не го заборавиле она најбитното. Богати се, имат материјалната положба им е добра, но сите се свртени, како што велат они, кон огре сонцето, а всушност тамо огре сонцето е нашо зајдо сонце. Сите гледат кон нашата република. Имам уште еден впечаток во Менџибаб. Тоа беше една трогателна слика, не чека целиот автобус, луѓе непознати. Кога слеговме, сите плачеа, а ние на виста не се познававме и ние плачевме. Тоа исто така го паметам како денес да е. Таму има доста македонци, претежно од Егејска Македонија, и ми се чини најстарите македонци таму се. И на крај, кога се одевме во Менџибаб, тоа го кажувам често, зедов едно детенци ме даде раката да ме ја нацртам на врседен лист. Мисли дека не знаеш да ми каже, јас го прашав што сака со оваа рака, а дедо му преговори дека поздрави ги сите деца во Македонија. И тоа го објавив во детските списанија. Имам така многу впечатоци, силни, болни, имаше и весели, се разбира. Само да ја погледаш, ќе ја посакаш, вез ден да е со тебе, да ја милуваш. Ајде сите запејте песна весела, за таа мома убава, овде родена. Ајде сите запејте песна весела, за таа мома убава, овде родена. Лична мома Скопјанка, керка македонска, росна китка градина, црвен карамфил.
Lična moма Skopjanka, kerka makedonska, rosna kitka gradina, crvenka рамфир. Во однос на програмата, сите тие игри и песни беа вклопени, оставуваше една целина. За прв пат се изведува игрите Осоговка, Бијана, свадбата, сплетот на игри од Егејскиот дел на Македонија. Това представуваше една новина, што поранешните културно-меднички друштва ги нема на својот репертуар. И мислам дека тоа ќе придонесе за понатамошната соработка на матиците на Селеници од Македонија, односно на Социјалистичка република Македонија, со сите тие наши колонии селенички. Мислам дека овој успех за нас во Матица на Селениците од Македонија ни дава поттик да во иднина размислуваме за една пошаренолика програма, односно да компонираме во наредните години кога ќе гостуваат исто така, било тоа помали или поголеми групи, артисти, мислам познати артисти, писатели и други уметници, професори, видни личности од Републикава, кои што ќе даваат исто така еден голем придонес во програмата и во контактите со тие наши иселеници. Овие контакти исто така многу придонесуваат преку афирмацијата на македонскиот фолклор кај тамошните културно-уметнички друштва, кои што ги има скоро во сите градови, кои што работат под патронат на македонските православни цркви, и желбата кај тие членови се јавува од година во година да имаат контакти со наши културно-уметнички друштва, односно размена, кога тие гостуваат овде во Републиката, да бидат ден-два гости, да имаат средба со, а тоа ќе се покажува како доста корисно во однос на интересот за изучување на фолклорот и се разбира стегнување на големи пријателства, познанства. Мислам дека друга вака печатоци се огромни со масовноста. Прво околу играта на Гоце, околу тоа кога ќе ме видеа и од кога ќе одиграв, па имаше луѓе кои што мислам тоа е толку трогателно и чувствително за човек да они бацува петица кај што сум сгазел, газеа тоа. Или имаше луѓе кои што пред качување во авионот доваѓа срцето да ми го бацат дека наводно тоа останало во нивните души и никогаш нема да е. Таа беше првата средба фактички со она нешто кое е црно може да остава во историјата на македонскиот народ, кога дел од тој народ прогонет од неговата земја бил исфрлан по океаните, по морињата на секаде и е фрлен баш во тој крај преку Пертот, тој дел на Индискиот океан влегувале и се фрлени во Менџибеб за да го сечат тоа дрво кое Господ не може да ги сече. Измислувале специјални секири за да го сечат, челичења посебни, пили и што ти ја знам. Во Перт има едно во паркот тако, огромно е. Сега е недопиливо, кој не пред колку години е ставен, колку е тоа чврсто и јако дрво. Со тоа се бореле за да го изведат своето парче лед и да обстане. Ние навистина гостувавме, задоволни, остававме од едно вакво гостување, од еден ваков прием, меѓутоа би сакал да истекнем дека она што македонците тамо нам ни го приредија,
представува еден драгоцен податок и еден пример како би требало на вистина да се организираме и во други земји кај што наши работници работат. Јас не само како председател на Друштвото Гоце Делчев, тоа е еден аспект на моите кажувања. И тоа за мене посебно интересно представува она што јас како човек, како дел од тие луѓе, човек роден во село Бапчар, Егејска Македонија, јас имав можност да се сретнам со стотици наши луѓе, а патем да кажем дека околу 280 фамилии од село Бапчар живеат таму, и она што го доживеавме на пикникот што го организира друштвото на жителите од село Бапчар, беше едно посебно доживување. На тој пикник, на таа средба, ние разменивме многу мислења, се подсетивме на многу работи од селото, кое денес не постои, потполно избришено од географската карта. Разменивме мислења за тоа што треба натаму да се прави, да не се искорена спомените за нашето село. Веројатно тоа го прават и многу други наши сонародници од другите села со кои исто така имаме средби, кои исто така организираат пикници и така натаму. Кога се собравме последната вечер да тргнеме од Мелбурн, ни приреда еден многу интересно испраќање со тоа што не личеше на ништо до сега што сум го видела. Прво на едно место да се соберат толку многу македонци, со толку многу деца. И со таков еден ентусијазам за ги испраќат браќата, но не за тоа да не се видат друг пат, тук пак да ги видат или да ги дочекат таму или тие да дојдат тук. Јас како писател најмногу што бев одушевена од примот на нашите македонци. Јас не знам точно колку во Австралија живеат македонци, но знам дека таму живеат македонци од трите дела, претежен дел е од Егејска Македонија. Живее во многу куќи и настојував да навлезам во нивниот бит, настојував да навлезам во нивното живеење и во нивниот почеток и со сегашноста. Тие иако живеат во Австралија, како постарите, така и помладите, јас ми се чини со ништо не се одделени од нашиот македонски бит, од она наше исконско, што го влечеле од своето родно место и таму уште и го негуват. Јас мислам дека секој македонец кој е таму живее, а мислата и духот е свртен ваму, особено сега тие се сите стрекни што знаат дека постои република и сите зборуваат за нашата република. И кого ќе сретнеш, не те прашува од каде си, туку вика дали си од републиката. Тоа за мене беше навистина едно силно доживување. Сето ова и тој голем интерес на нашиот човек во Австралија, сето она што го кажав, дека он е подготвен и цел ден да биде со нас, да гледа програма, да слуша песни, да научи нешто од наша историја, нашиот живот овдека. Сметам дека зборува за една голема, огромна желба негова да биде во постојан контакт со стариот крај, со републиката, да го следи нејзиниот развој. А тоа би рекол дека и една обврска и за нас, што повеќе да контактираме со нив, што повеќе културно-уметнички друштва, групи, наши културни работници, јавни работници да присуствуваат во нивните средини. Да настојуваме, се разбира, да пред се на културен планот и за него е, за нашиот македонец, таму е духовна храна, песната, играта, он е оптеретен со многу други работи во Австралија, он е печалбарски дух, владее кај нив. Меѓутоа, секој друг момент го користи да
прочита за Македонија, да слушне песна, да се радува на постигањата на ова социјалистичка република Македонија. Ние насекаде имаме покани, дојдете ни пак, дојдите. Тоа зборува за ништо друго осим за нивна цврста поврзаност со овој дел на Македонија, од кој очекуваат навистина многу.